Нова тема во Македонија наутро, која што ја отвараме со првата соговорничка која што ни пристигна овде во студиото 5. Фокусот го ставаме на образованието, на младите, кои што во текот на образовниот процес треба доволно да ги подготвиме, за да може по завршувањето на истиот да бидат функционални на пазарот на трудот. Инвестицијата во дуалното образование е инвестиција во реалниот сектор и можност и компаниите, меѓу другото, да учествуваат во креирање на потребниот кадар, што е неопходно за економски раст и развој на една земја. Какви профили на работници во моментов им се потребни на работодавачите? Расте ли бројот на компании кои што покажуваат интерес за дуалното образование и како да ги задржиме во нашата држава младите кои што и по завршувањето на стручното образование и добивањето на добра пракса одлучуваат да заминат во странство? Теми на кои што разговараме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Добро утро, Наташа, и добре ни дојдовте. Добро утро до сите гледачи на македонската телевизија. Теоријата е многу важна. Праксата е клучна за да може еден млад човек по завршувањето на образовниот процес да се вклучи на пазарот на трудот. Теоријата, да, навистина е многу важна, меѓутоа, ако немате практично знаење, тоа значи дека теоријата не ви е воопшто применлива. Конфуциј многу добро кажал дека теоријата без праксата всушност е некорисна, меѓутоа ако имаме пак теорија, а немаме пракса, тоа значи дека е нешто многу опасно, бидејќи не сме подготвени за тоа што треба да го работиме. Добро е што веќе расте менталитетот дека учениците треба теоретското знаење за да стане применливо да го реализираат во компании, бидејќи претходно го реализира во училишните работилници, лаборатории и така натаму, но тоа не е исто. Затоа што самото обкружување, самата средина, додека го работаат во компаниите, си има свое значење и има дополнителна додадена вредност на практичната обука. Дополнително, вие во самата компанија, каде што учат децата и каде што се подготвуваат за реалниот живот, да кажам, и за стручните вештини кои што треба да ги постигнат, имаат искусни лица, ментори, кои што се обучени од страна на Стопанската комора, кои што ги водат низ целиот, да кажам, работен процес во компанијата и им пренесуваат своето знаење и своето искуство, што е тоа многу важно. Значи, практичната обука не е стихијна работа и стихиен процес. Дополнително, преку Стопанската комора, ние вршиме и верификација на компаниите. Тоа значи дека ги проверуваме и условите и самите простории, самите машини и опрема на кои што треба да се подготвуваат учениците. Што значи дека учениците работаат на машини, на современи, модернизирани машини, она што го учат во училишните клупи, сега веќе полека го применуваат во самата пракса, затоа што менторите ги обучуваме како да го дизајнираат оној план за практична обука согласно стандардот на квалификација, односно согласно наставниот план и програма кој што се реализира во училиштето. И на последните уписи во средно образование, младите ни потврдија дека конечно разбираат што се бара на пазарот на трудот. Имаше многу повеќе интерес за занает, отколку за општите гимназии, каде што секогаш се бараше место повеќе. Оваа година не. Да, вака со полна гордост можам да кажам дека навистина оваа година за прв пат во средните училишта се запишаа 70% од учениците кои што завршија деветолетка. 30% отпадна на гимназиското и на моетничкото училиште. Ние не сме изненадени од оваа бројка, затоа што Стопанската комора долго време работеше на тоа како да го направи атрактивно стручното училиште и прво да се разбие онаа стигма која што постоеше дека стручните училишта се секогаш само за послабите ученици, дека стручните училишта не носат напредок и така натаму. Оваа година со нашите активности кои што ги работевме, потврдивме дека и докажавме дека тоа не е така. Ние минатата година го организиравме дигиталниот саем за стручно образование. Преку дигиталниот саем за стручно образование докажавме дека имате доста работни места кои што се автоматизирани и дека не се работаат мануелно, што потикна токму во тие квалификации кои што порано беа некако за подсмев земани од страна на учениците да се запишат доволен број на ученици. Но се уште имаме дефицитарни кадри на пазарот на трудот и покрај интересот за занает.
За жал, да, има дефицитарни кадри. Тоа зависи од во различни региони. Имаме различни потреби во зависност од дејностите на компаниите кои што се наоѓаат во региони. Доколку ве интересира кои кадри се, тука би сакала да напоменам дека потребни се машински инженери, градежни инженери, значи од сите струки, од сите профили, месари, касапи, дополнително прехранбени техничари, бравари, заварувачи, и ние ги охрабруваме и понатаму учениците да се запишуваат во стручните училишта токму за овие струки, затоа што се најбарани, а со тоа веднаш може да се најдат на пазарот на труд и да имаат добра заработувачка. Ги споменавте угостителите, ајде да видиме каква е состојбата и меѓу нив. Имаме линковско вклучување, колешката Симона Илиевска не очекува во моментов, таа е лоцирана во Средното угостителско училиште Лазар Танев, разговара со директорот на оваа тема која што впрочем јас и Наташа ја отворивме. Симона, се надевам дека се слушаме, еве те гледаме. Дуалното образование не е ништо ново во Средното угостителско училиште. Има ли интерес за занает? Благодарам, Кристина, за најавата. Тоа ќе ја слушнеме директно од директорот на Средното угостителско училиште Лазар Танев. Господине Небојша, благодарам што утрово ја прифативте поканата и што ќе поразговараме за програмата на самото училиште и многу други работи. Меѓутоа, прво, добре дојдовте. Добро утро до вас, добро утро до гостите и до спроведувачите на емисијата во студиото и добро утро до сите гледачи на Македонска телевизија. Да, се разговара за дуалното образование, а вашата пракса овде во Средното угостителско училиште покажува дека тоа не е ништо ново, така што би ве прашала на самиот почеток колку генерации излегле од оваа школа што се со дуално образование? Па, класичниот модел на дуално образование училиштето го работи од секогаш, значи 74 генерации, 74 години. Зошто ви велиме дека го имаме? Училиштето спроведува програма која што се состои од 3 дела. Значи, едниот дел е изведувањето на теоретската настава, учениците се стекнуваат со теоретско знаење. Вториот дел е практична настава во рамки на училиштето. Постојат кабинети во кои што учениците спроведуваат реална практична настава, во која што се готви, се послужува, се подготвуваат пекарски производи, сладкарски производи. И имаме кабинети за техничарските паралелки, во каде што имаме класичен приказ на рецепција, на агенциско работење и така натаму. Вториот дел се состоеше значи во праксата во училиштето и третиот дел е праксата во угостителските објекти. Реално нашите ученици од секогаш оделе во угостителските објекти, единствена со единствена цел, значи да реално се вклучат во процесот на работа во реалниот сектор и тоа го изведуваат согласно програмата која што е објавена на страната на ЦСО. Таа програма е усогласена според европските стандарди и зависно од годината во која што оди изучувањето на практичните предмети, толкав е и бројот на денови кои што учениците извршуваат праксата во угостителските објекти. Мала разлика е во однос на некои други училишта, затоа што нашите ученици изведуваат практична настава во угостителските објекти во помал број. Рестораните аплицираат помал број на ученици за разлика, например, да речеме, од фабриките кои што може да примат поголем број ученици во тек на едно работно време. Да. Она што во денешницава недостасува, тоа е сигурно занает и занаетчи. Каква е ситуацијата овде? Дали средношколците сакаат да научат занает во однос на општите гимназии? Каква е бројката тука и дали сте задоволни со интересот од средношколците за средно угостителство? Минатата година работевме цела година на уписот. Кај нас уписот за 24-25 година веќе почна. Еве него и училишното звоно. Значи, уписот почна, велиме дека уписот почна затоа што имаме програма која што се работи во тек на целата година за тој упис да биде успешен на крај на уписот во јуни месец и во август во вториот уписен рок. Минатата година го зголемивме процентот за 30 до 40%, така да се подобрува состојбата со бројот на ученици. Дали сме задоволни, секогаш може повеќе. Ние имавме бројка во 2007 година од 1200 деца, денеска имаме некаде околу 430.
Реков дека ја зголемивме во однос на минатата година беше драстично помал. Да, би прашала од досегашното искуство што покажуваат резултатите, дали средношколците кои што завршиле токму тука, понатаму се одлучуваат професионално да се занимаваат со оваа дејност или некој знае да побара, нели, да се пронајде и во други гранки? Па тоа е сега вообичаено во сите училишта, верувам, значи поголемиот процент на ученици кои што завршуваат ја извршуваат својата животна мисија и работат во угостителството и во туризмот. Дел од нив се одлучуваат за високо образование, што е за поздравување. Ние по основ на ова, јас сега морам да кажам, значи имаме меморандуми за соработка со факултетите во Скопје и во Македонија, со кои што интензивно работиме на подобрување на знаењата на учениците и добар дел од учениците сега веќе размислуваат за високото образование. Значи, дали остануваат во угостителството, најголемиот дел да. И тоа е наистина одличен податок. Господине Небојша, на кратко ќе ни објасните што е она што следно имате како проекти за подобрување на целокупната енергија во училиштето, за да имате повеќе пракса и повеќе да ги доближите учениците до она што значи угостителство и што понатака треба да работат. Имате постојано проекти, па и имате во иднина исто така нови кои што за прв пат ќе се работат. Па да, значи сега на 1 декември веќе стартуваат работилниците за основците, ги повикувам сите деца од основно образование, особено учениците од 8 и од 9 одделение, да се вклучат во бесплатните работилници во кои што ќе изучуваат готварство, пекарство, сладкарство и послужување. Доволно е учениците да се стекнат со општа култура угостителска, која што можеби во животот ќе ја употребат на некаков начин. Дали ние ќе ги привлечеме после тоа да се запишат кај нас, тоа зависи од нас. Минатата година тој проект беше страшно успешен и годинама ќе го почнеме повторно на 1 декември. Друга ситуација која што училиштето ја има, идната недела нашите колеги ќе одат во Нови Сад на меѓународниот сајм за туризам, на кој што добивме плакета, односно медала за најперспективно училиште во Македонија. И се гордееме со тоа. Ете сега што се случува. Имаме најава на еден проект на 13 декември во кој што учество треба да земат видни лица од угостителската фела, амбасадите, и треба да ги опишеме обичаите и храната што ќе оди за Божик, значи од постите сега па до Божик, и тоа во различните вероисповести, значи не е само во православната, туку и во католичката. Така да, училиштето работи секојдневно на проекти, не застануваме на овој модел, формиравме менториран клас, менторираниот клас е избор на најдобри ученици, баш тој клас е инволвиран во работата на универзитетите, така да веќе сме издигнати на едно друго ниво и содржините во училиштето се секојдневни, така да сега кога би требало да ги набројам, навистина би требало време. Ви благодарам навистина за одвоеното време утрово и што не споделивте навистина добри информации во однос на тоа што следи, а и какво е искуството до сега. Се надевам дека бројот на средношколци во секоја година следен упис ќе биде се поголем и поголем. Јас ви благодарам вам и ве очекувам на 13 декември. Да, сигурна сум дека ќе дојдеме и ќе присуствуваме на еден таков убав настан каде што пред Божик трпезата е полна и ќе може да се видат јадења од различни култури. Кристина, ова е некој заклучок од денешното вклучување со директорот од средното угостителско образование, дека интерес за занает има, меѓутоа секогаш може подобро, а во однос на дуалното образование веќе генерации излегуваат од тука токму со такво образование. Благодарам, Симона, за вклучувањето. Наташа, се надоврзувам. Имаме интерес за занает. Како да ги задржиме младите во државава? Интересно прашање, но тоа е многу сложен процес, затоа што во подготовка на една ваква стратегија како да се задржат младите во нашата земја, треба да учествуваат сите чинители. Државата, образовните институции, приватниот сектор и така натаму. Ние треба прво да подготвиме една економска стратегија, каде сакаме да се движи нашата земја. Честопати тоа го велам. Врз основа на таа економска стратегија треба да формираме, да ги изградиме другите модели на работа, стратегија за образование, за здравство, затоа што младите не заминуваат затоа што немаат доволно средства. Ние треба да градиме правна држава, олеснување на компаниите за да може да ги вршат своите процеси со цел да го збогатуваат буџетот, за да може да имаме повисоки плати. Тоа е еден цел процес каде што сите чинители треба да дадат свој придонес. Еден од чинителите се компаниите. А расте ли бројот на оние компании кои што сакаат да се вклучат во приказната наречена дуално образование и да создадат кадар за
себе. Да, компаниите сватија дека најефикасен начин за стекнување на свој кадар е дуално образование. Ако некаде пред 5 години, значи имавме само 3 компании, 3 училишта кои што беа вклучени. После 2 години имавме 11 компании. Минатата година учебна година имавме вклучено 500 компании. Оваа учебна година имаме 560 компании. Значи, од година во година расте бројот на компании кои што се вклучуваат во дуалното образование. И оно што е важно да го споменеме е дека не се стекнува само практична настава, се стекнува индустријска култура, работна етика, работна одговорност. Оно што е важно за секој човек. Токму така, податоците на Еврочемберс кажуваат дека работодавачите се повеќе барат, односно 3/4 од работодавачите кои што биле тестирани, кажале дека потребни покрај стручните вештини им се трансверзалните вештини. Односно, потребно им е разбирање на таа организацијска култура и токму затоа е практичната обука да ги сватат односите во самата компанија, како треба да општат да комуницираат нели со претпоставените, одговорност, точност, меѓутоа и решавање на проблеми, критичко размислување, донесување на одлуки и што е многу важно, прифаќање на одговорноста и споделување на вината доколку се направи во компанијата и заеднички решавање на сите проблеми. 9 одалинците имаат уште неколку месеци до конечната одлука. Кога би ве прашале зошто занает, во една реченица, кој би бил вашиот одговор, Наташа? Стручно е клучно, доколку сакаат да имаат и да се обезбедат можности уште од мали нозе за сопствениот живот, треба да се запишат во стручно училиште, затоа што стекнуваат животни вештини, стручни вештини кои што нема да ги спречат ако сакаат понатаму да одат на високообразовни институции. Сите одговори кои ги баравме, ги добивме од вас утрева. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам на покана.